Добар ден и од мене. Наистина корисна и би рекол средба од која што многу работи може да се научат, но истовремено значајна за нас како политичка партија која што ќе биде победник на следните избори, да навистина сериозно се зафатиме со решавање на проблемите на занаетчиската комора и на луѓето кои што се занаетчи, затоа што се помалку, за жал, имаме занаетчие, а се поголема е потребата од услугите на занаетчиите во Македонија. Како што слушнавте, се тоа на кое што денеска го разговаравме ќе биде дел од програмата на ВМРО-ДПМН на следните парламентарни избори и силно веруваме дека потоа тоа ќе биде и програма на идната влада која што ќе ја предводи ВМРО-ДПМН. Имаме амбиција сериозно да се зафатиме со решавање на овој проблем. Станува збор за отприлика околу 10.000 луѓе кои што навистина имаат потреба од сериозно, темелно и системско решавање на овој проблем, бидејќи не е само проблемот можеби економски во делот на даноците, во делот на субвенциите и така натаму, туку цениме дека овој проблем треба да се реши од самиот почеток, односно во едукативно-образовниот систем во Македонија, бидејќи тој треба да произведе кадар, кој што потоа кадар ќе биде дел од занаетчиите кои што ќе нудат занаетчиски услуги на граѓаните. Не е едноставно, навистина занаетчиите се мачат, луѓето од петни жили се мачат за да обстанат, но истовремено и да ги дадат потребните услуги на граѓаните. Тие имаат нашата поддршка и заеднички ќе дојдеме до едно системско решение кој што ќе биде дел од изборната програма на ВМРО-ДПМН на следните парламентарни избори, а потоа ќе биде и дел од изборната програма на владата и нормално потоа ќе бидат имплементирани тие решенија за кои што денеска зборувавме, но и предлозите за кои што денеска зборувавме, а со нивното имплементирање убедени сме дека ќе има услови подобри и за оние млади луѓе кои што ќе бидат идни занаетчи, но и за занаетчиите кои што веќе се дел од занаетчискиот бизнис, да најдат луѓе кои што ќе ги заменат, односно ќе го наследат вака народски кажано занаетот. Уште еднашка ќе сумирам сосема на крај, корисен состанок, многу значаен и состанок кој што навистина отвора една поинаква перспектива за овој бизнис во Македонија. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Споменавте неколку напати сега избори. Зошто сметате дека треба да има избори? Зошто сметате дека избори да се измислат? Па цениме дека во актуелната состојба во која што Македонија се наоѓа денеска, не само што не ги решава проблемите на граѓаните и потребите на граѓаните, туку и дополнително ги проблематизира, ги усложнува. И цениме дека владата наместо да решава проблеми станува најголема пречка, односно станува самата по себе најголем проблем. И кога вие имате еден таков проблем, тогаш логично е да тој проблем го решите на еден начин, а тоа е да ја замените. Односно тој проблем да го решите така што ќе дојде некоја влада која што наместо да создава проблеми, проблемите ќе ги решава, бидејќи оваа влада можеме ние сите да заклучиме дека е влада полна со криминал, полна со корупција, немаме структурни реформи, кадровски решенија кои што поминуваат ден за ден и создаваат проблеми наместо да решаваат проблеми. Така што колку поскоро и колку побрзо од денеска ќе имаме избори, бидејќи секако за неколку месеци од денеска доаѓаат и редовните, толку помалку проблеми ќе има идната влада предводена од ВМРО-ДПМН за решавање, а јас очекувам дека конечно ќе се свестат луѓето во владата и конечно заеднички ќе излеземе на еден состанок со кој што ќе ја дефинираме датата за следните избори. Господин Мицковски, попладне, за неколку часот сега ќе имате средба со представниците на Борел во државата, што ќе им кажете? Со оглед дека повеќе од јасно е дека тие се тука за уставните измени, дали станува збор за дипломатска офанзива да ве предомислат и тоа, што ќе им кажете? Дипломатска офанзива и разговори на тема уставни измени имаме цела година. Не е тоа нешто ново за кое што ние денеска ќе разговараме, но предпоставувам и би бил разочаран ако единствено нешто за кое што овие тројца високи гости дошле во Македонија е уставните измени.
затоа што ако навистина го почитувате овој народ и граѓаните, и ако навистина и сакате европска иднина и перспектива на Македонија, тогаш малку повеќе ќе посветиме внимание на криминалот и корупцијата, отсуството на реформи, катастрофата во образовниот систем, катастрофата во здравството, лошата состојба на земјоделците, исилувањето на младите и така натаму. И подготвен сум со секого да разговарам за да ги подобриме состојбите во овие области. Ако некој доаѓа овде да разговара само на тема уставни измени, тогаш навистина ќе бидам разочаран, но истовремено и навреден како граѓанин во Македонија, бидејќи на сите анкети граѓаните во Македонија уставните измени не ги ставаат нити во првите 10 приоритети. Власт упорно тврди дека пратеници од ВМРО ДПМН ќе гласаат за уставните измени. Има ли можност за поместување на позициите? Има ли такво нешто? Видете, власта година дена се занимаваше со оваа тема. Јас таа тема ја затворив јавно, но очигледно е дека ќе треба повторно да повторувам работи кои што веќе сум ги кажал многу пати во минатото. Измина повеќе од една година. Тие велеа дека јас сум проблемот. Политичарот Христијан Мицкоски го имаа на маса. Имаа година дена време да најдат еден кој што ќе гласа за уставните измени. Има неколку решенија кои што им ги понудив изминативе година дена, сите тие ги одбија и сега имаат на маса само една работа, а тоа е да седнеме и да се договориме за терминот за следните парламентарни избори. Се останато е во делот на рибарските приказни, односно лагите и фантазијата на овие луѓе кои што уште малку време ќе бидат дел од македонската влада. Може ли малку попрецизно, што ќе им кажете на тројцата представници на Борел на средбата што следува по план? Па јас не би сакал да зборувам однапред што ќе биде тема, бидејќи нема дневен ред на состанокот, да ги слушнам прво тројцата министри, од кои што едниот и го чувствувам како пријател, а тоа е министерот за надворешни работи на Австрија, господин Шаленберг, бидејќи сме дел од Европската народна партија. Така што да слушнеме најпрвен да видиме што е тоа што нив ги интересира, а потоа се надевам дека после таа средба ќе имаме повторно можности да се сретнеме со вас медиумите, иако може би сме и преку глава периодов, имајќи предвид временските прилики надвор, но ние сме секогаш подготвени да разговараме и да го кажеме нашиот став поврзан со темата која што ќе разговараме на средбата. Уште едно прашање, ако може, законот за данок на солидарност за ДДВ за добивка ќе оди со европско знаменце во собрание. Вие кажавте дека нема да го поддржите. Кој е вашиот коментар со тоа што стопанството алармира дека е против ова повторно се оди со европско знаменце? Треба граѓаните да знаат дека ова се закони за оние кои што се лојални граѓани на држава и кои што плаќаат даноци. Ова не се закони кои што ќе бидат борба против сивата економија и ќе ги погодат оние граѓани и оние правни субјекти кои што не плаќаат даноци. Тие што плаќале, со овие даноци ќе плаќаат повеќе. Граѓаните со законот, измените во законот за ДДВ ќе плаќаат поскапа струја, бидејќи повластената ставка од 5% се враќа на 18%. Тука ќе ги ставам и палетите како средство за затоплување на домовите, бидејќи за неколку месеци од денеска ќе почне грејната сезона и наместо да имаме еколошки енергенс, ние повторно ќе треба да импровизираме и повторно ќе треба да ја загадуваме околината. Данокот на персоналниот данок директно го афектира спортот и финансирањето и помагањето на спортот и спортските клубови, а солидарноста како таква каква што е дел од законот за солидарност, какво што е замислиле, практично представува директен удар на бизнисот, оној бизнис кој што е лојален на државата и кој што плаќа да плаќа повеќе. А оној бизнис кој што не плаќа на државата, тогаш тој бизнис нема да биде афектиран. Односно, и понатаму ќе продолжи да не плаќа. Отприлика, ова е даночната реформа. Затоа јас апелирам и затоа беше ВМРО ДПМН против. Затоа што наместо ние да ги поддржиме тие лојални граѓани кои што плаќаат и компании,
и да најдеме начин да ги помогнеме, ние дополнително сега ги оптоваруваме. Ние практично, ова влада практично е мајка за лојалните граѓани и правни субјекти, а маќа за оние кои што истата таа држава ја навредуваат со тоа што не ги плаќаат обврските кон државата и не се солидарни со нас, останатите лојални граѓани кои што лојално си плаќаме сето она кое што е наша обврска кон државата. И затоа ние како ВМРО ДПМН бевме против, сме против, и они како многу пати досега, единствен начин за да го полнат буџетот, а потоа преку тендери во 4 очи да го празнат и крадат, е да ги зголемат даноците. Тие даноци ќе ги зголемат на грбот на лојалните граѓани и на лојалните компании, кои што и сега ревносно, односно законски си ги исполнуваат своите врски. Да.